Евангелие според Јован, 20 поглавје. Во првиот ден од седмицата многу рано, додека се уште беше темно, дојде Марија Магдалена на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Затоа отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го сакаше, и рече: Го дигнале Господ од гробот и не знаеме каде го положиле. Тогаш Петар и другиот ученик излегоа и отидоа кон гробот. Двајцата трчаа заедно, но другиот ученик беше побрз од Петар и стигна прв до гробот. И кога се наведна, ги виде повоите положени, но не влезе внатре. По него дојде Симон Петар и влезе во гробот и ги виде повоите положени. А крпата што му беше на главата не беше со повоите, туку беше свиткана на одвоено место. Тогаш влезе другиот ученик кој прв дојде до гробот и тој виде и поверува. Зашто уште не го беа разбрале писмото, дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија во својот дом. А Марија стоеше надвор до гробот и плачеше. И плачејќи, се наведна кон гробот и виде двајца ангели во бело, седнати на местото каде што беше телото на Исус. Едниот кај главата, а другиот кај нозете. И тие ја прашаа: Жено, зошто плачеш? Таа им одговори: Го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Кога го рече тоа, таа се сврте и го виде Исус како стои, но не го позна дека е Исус. А Исус ја рече: Жено, зошто плачеш? Кого бараш? И таа, мислејќи дека е градинарот, му одговори: Господине, ако ти си го зел, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Исус ја рече: Марија. Таа се сврте и му рече на еврејски Равуни, што значи учителе. Исус ја рече: Не допире се до мене, зашто уште не сум се вратил кај таткото, туку оди кај моите браќа и кажи им го ова: Се враќам кај мојот татко и вашиот татко, кај мојот Бог и вашиот Бог. Марија Магдалена дојде и им јави на учениците дека го видела Господ и дека тоа и го рекол. А вечерта на истиот ден, првиот ден од седмицата, кога вратата беше каде што беа собрани учениците беше заклучена поради страф од јудејците, Исус дојде, застана на средина и им рече: Имајте мир. И кога го рече ова, им ги покажа рацете и ребрата. Учениците многу се зарадуваа кога го видоа Господ. Исус пак им рече: Имајте мир. Како што таткото ме прати мене, така и јас ве праќам вас. Кога го рече тоа, дувна во нив и им рече: Примете Свети Дух. На кого ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат. На кого ќе им ги задржите, ќе им се задржат. А Тома, еден од 12 кој го нарекуваа Близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: Го видовме Господ. А тој им одговори: Додека не ги видам рацете од клиновите на неговите раце и не ги допрам ребрата со својот прст, нема да поверувам. А по 8 дена неговите ученици повторно беа внатре и Тома беше сега со нив. Исус дојде кога вратата беше заклучена, застана на средина и рече: Имајте мир. Тогаш му рече на Тома: Дај го прстот овде и види ги моите раце, дај ја својата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верувај. Тома му одговори и рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не ме виделе, а веруваат. А Исус изврши многу други чуда кои не се запишани во оваа книга. А овие се запишани, за да поверувате дека Исус е Божи син и преку вера во Него да имате вечен живот во Неговото име.